да демонтира дека не го губиме нашиот институционален идентитет, дека членот 8 од договорот не е можност за нашиот јужен сосед да не блокира на секој чекор во патот кон Европската Унија, дека со договорот не се избришани нашите предности, резолуцијата во Обединетите нации, времената спогодба, пресудата во Хаг, каде што јасно и недвосмислено стои дека Македонија не треба да биде попречувана во незината интеграција во Европската Унија и НАТО. Ајде, господа од СДСМ, излезете и демонтирајте ги овие три работи. Дека не се точни, дека Мицко лаже, дека вие сте во право. Драги присутни, затоа овде пред вас стојам, зборувам отворено од срце, затоа што сте вие, моите браќа и сестри, пријатели, а пријателите немаат тајни. Долго време ме мачи едно суштествено прашање. Сите ждаеме што се случува во нашата татковина. Ги гледаме последиците, ги чувствуваме емотивно, се обединуваме околу емоцијата, зборуваме за нив. Пробуваме да си ги објасниме на себе и на другите. Но основното прашање е како се доведовме во ваква ситуација? Која е причината? Последиците ги знаеме и ги гледаме, но ако не ја откриеме причината, тогаш ќе продолжиме да губиме време во ублажување на симптомите наместо да отстраниме причината. Нашето општество боледува од непринципиелност, лаги и неостварени очекувања, пред се од девастирање на вредностниот систем. Не е пријатно да се признае, не е убаво да се соочи човек со така тешка и страшна констатација, но тоа е вистината. Имаме две можности. Да продолжиме да го игнорираме фактот дека Македонија е тешко ранета, или да се фатиме храбро и безкомпромисно во костец со причините за таквата состојба и една за секогаш да ги поразиме и да тргнеме силно напред, бидејќи ние го бараме нашето заслужено место под чадорот на Обединета Европа, над обединети европски нации и држави. Тоа го заслужува овој народ и ова парче под небото. Немаме друга опција. Што треба да правиме? Да седиме и да слушаме како оваа клептоманска власт со сестрна помош на премиерот Зоран Заев и неговата дворска свита, криминогени пробисвети, мисли дека не лаже со празни фрази, со празни бирократски фрази за наводно поголеми плати и не знам каквити уште не успеси. Кога со своји очи гледаме и на своја кожа чувствуваме дека најбезобразно уништуваат се што ни е нам драго и комплетно ги здробија сите демократски институции макотрпно со години создавање. Зоран Заев и неговата катастрофална влада не сакаат никој да зборува за нивниот катастрофален учинок и нивните уништувачки политики. Треба да се правиме наивни и да зборуваме за кампањата која водат, која според нивните медиумски перијаници само што не довеле пред портите на рајот, почнало мед и млеко да тече по улиците низ Македонија. Тие не сакаат да дадете отпор на собственото уништување, туку сакаат додека ве крадат и пеплосуваат се околу вас, да гледате некаде во некоја неодредена замислена иднина, која можеби никогаш нема да се случи. Да бидете слепи и да им ја проголтате ефтината пропаганда, која ни ја испорачуваат од своите глисери, онака облечени во костими за капење, со темни наочари, со вештачки насмевки, одлепени од реалноста. Тоа е вистината која што ни ја сервирава. Тие живеат браќа и сестри во свет во кој што нема човечки вредности. Сакаат нас да не гушнат и да станеме дел од нивниот пекол. Нема тоа да го дозволиме, ви ветувам.
сме тие кои треба да одлучиме дали сакаме да бидеме вовлечени во ова сценарио, дали сакаме да им дозволиме да газат преку нас, нашите предци, деца, внуци, дали ќе им дозволиме да не уверат дека политиката не е ништо друго освен пазар, дека само парите се важни, дека договорот сушност нема значење, заден ќе им дозволиме на наш грб и во наше присуство да ги спроведат своите погрешни идеи. Одговорот е не. Нема да им дозволиме и затоа е потребен отпор, всенароден отпор, институционален, демократски пркос, со филозофска мисля, со нови тези. Тоа е она што ни е потребно. Ќе бидеме мудри и трпеливи, но ќе бидеме и тактични. Кога ќе е потребно да се тактизира, ќе бидеме гласни кога ќе оцениме дека така треба. Ќе бидеме неуморни, вредни и полни со љубов за Македонија. И кога ќе дојде моментот, ќе бидеме незапирлив оган кој се бори за еднината на нашата земја. Јас, Христијан Мицкоски, мојата сила и трпение го црпам од вистинските наши вредности, пренесувани од колено на колено, од љубовта кон моето семејство, нација, држава. Се борам за вистината и правдата, зашто мирот, спокојството на мојата душа нема цена. На овој или на оној свет нема цена. Стојам овде и не повикувам: следете ме во борбата во која што веќе длабоко сме загазени. Не затоа што ние така сакавме, не затоа што ние така одбравме, туку затоа што едноставно не ни оставија друга можност. Само ова можност ја имаме, нашата борба. Таа борба нема да биде лесна, ниту била лесна, ниту ќе биде лесна. Но ви ветувам дека кога се ќе заврши, не толку далеко од сега, нашето знаме највисоко ќе се вее, иако малку подкинато, иако малку испрљано од виорот на војната, но ќе биде највисоко закачено на јарболот, затоа што од секој од нас зависи крајот на таа борба. Тоа знаме, почитувани, е знамето на народот, знамето на новата надеж на овој народ и на оваа нација. Тоа е тоа знаме, помалку искинато и помалку преплосано од виорот на војната што го зафатила. Сакаме општество на слободни луѓе. Слободите не се подаруваат. Тие секогаш се освојуваат. И постојано, и постојано. Основата на сите други слободи е економската слобода на човек. Токму таа, која највеќе трпи сите овие години. Затоа луѓето можеби понекогаш не ме разбира зошто сум толку загрижен за она што и се случува на Македонија на економски план. Па знаат да ми замерат, да ме искритикуваат, дека се бавам со споредни работи, дека давам изјави на социјалните медиуми и им досадувам со таму некои бројки и графикони. Тие бројки, браќа и сестри, и графикони директно влијаат врз вашето секојдневие, за вашиот семеен спокој. Тие директно влијаат на квалитетот на животот на вашите семејства. Тие бројки и графикони, за жал, избрка стотици наши сограѓани, браќа и сестри, роднини, пријатели, секој ден од нивната грудка родна Македонија, да по белиот свет го печелат левот за своето семејство
и за своите нагласки. Тие се тие бројки и тие се тие графикони што понекогаш знаат да бидат издодебни. Но ви уверувам дека економската состојба и економската слобода се фундаментални и важни. Тоа е основата на сите други човечки слободи. Затоа вреди да ни биде прва во фокусот. Затоа мораме во првиот момент кога ќе составиме идната влада на Република Македонија, прва работа за која што ќе се фатиме, да биде економски да го ослободиме нашиот народ, а тоа ќе го направиме и да немате сомнеш, економски да го ослободиме од прангите на забеганата влада на Зоран Заев и СДСМ. Евро за еден, евро за лице. Нема веќе тоа. Сакам да кажам збор 2 и за обвинувањата кои доаѓаат на моја адреса и на адреса на ВМРО во последно време. Зоран Заев и Никола Димитров патуваат во Преспа, подпишуваат договор, договорот се несува на народот, народот не го прашуваат. Луѓето од СДСМ, ние гневните велат, како и да завршил референдумот, они ќе го туркале тоа по институции. Се закануваат со затвори. Што уште нема да им текне? Кршат закони, го силуваат уставот на дневно ниво, пуштаат криминалци, убици и слобода. Крадат се што ќе им застане на патот. Но има една мала група на луѓе како што да ова се што го набројав не е важно. Како тоа да не е важно ништо што го прават, но затоа и најмалата ситница околу Христијан и ВМРО е секогаш во фокусот на нивното внимание. Нема да ви дозволиме да го контаминирате честиот македонски народ. Нема да ви дозволиме платерици ни заедно. Јас го нарекувам договорот капитулантски, они варат наслов, Христијан го поддржувал договорот. Јас објаснувам која е негативната содржина на говорот. Одам од улица на улица, од куќа во куќа, заедно со вас, од телевизија во телевизија, од вестник во вестник, од порт